Во наредните минути реализираме разговор во студиото на емисијата програма на градови и повторно на актуелна тема ќе проговориме за активностите на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор во насока на тоа колку успеваат да бидат коректор на цените на становите на пазарот на недвижности. Ќе го посакам добар ден и добре дојде на господинот Јон Фрчковски, помошник директор на правен сектор. Добар ден, фала на поканата. Убава можност да проговориме денеска на оваа тема во однос на активностите кои што ги имате во рамки на вашето акционерско друштво. Во ваша надлежност е стопенисување со стамбен и деловен простор, потоа изградба и стопенисување со социјални станови. Овде ќе ги споменеме и паркиралиштата, односно катните гаражи кои што ги имате во главниот град, и ќе споменам секако и националната арена Тодор Проевски. Каде градите во моментов? Па вака, генерално пред се градбите ни се делат на два вида на градби, они комерцијален дел на градби кој што служи за нормална продажба и социјалниот аспект на фирмата, односно социјалната изградба согласно годишната програма на владата, која што во моментот искрено поинтензивно се работи на тој дел на изградба отколку на комерцијалниот, кој што имаме намер исто така многу брзо да го интензивираме и да почнеме активности во повеќе градови, така да во однос конкретно на прашањето, во моментот имаме социјална изградба скоро при крај, веројатно најголемиот социјален објект од оваа програма во општина Бутел, 315 станови треба да бидат готови некаде кон крајот на оваа година. Исто така во Скопски Сарај почнуваме со, односно веќе од изградба на друг социјален објект. Активно се гради зграда социјална зграда во Дебар, се гради односно привршуваме во Велес. Веќе изминатиот период голем дел од градовите беа финиширани и беа поделени поголемиот фонд на становите, така да од аспект на комерцијална изградба многу брзо, и тоа веројатно ќе биде дополнително најавени од страна на нашиот генерален директор, ќе отпочнеме голем и убав објект во Скопје во општина Центар. Понатаму се подготвуваме да отпочнеме постапка за две комерцијални градби во Охрид и последната во Битола. Така да за сега сме фокусирани на ова, што мислам дека не е воопшто малку. Генерално, граѓаните и сите ние имаме впечаток дека имаме една градежна офанзива и во главниот град, посебно па и во другите градови во земјава. Се градат нови станови, интересот за купување од страна на граѓаните исто така е голем, меѓутоа растат и цените на становите. Според последните податоци на Народна банка, цените на становите во главниот град во третиот квартал годинава бележат раст од 2,9% во однос на претходниот квартал, на годишно ниво од 11%. Мораме да истакнеме дека со економската криза, покачување на цените на градежните материјали, драстично се покача и цените на становите. Сега мораме да направиме една споредба новите наспрема старите станови. Дали се објективни пазарните услови? Зошто, ако поради градежните материјали и покачената цена новите станови имаат повисоки цени по метар квадратен, зошто тоа важи и за старите стамбени објекти? Па искрено мислам дека е базична економска логика, кога веќе цените се покачени на ново изградените станови, а интересот, како што кажавте, е чудно никогаш не намален, на вистина држи една константа висока. Зошто пак овие што продаваат постари станови, односно станови во постари згради, би спуштале цена? Генерално, ако цената се држи на едно ниво, буквално ќе бидат блиску до тоа ниво и секако ќе бидат во добивка. Така да, генерално, јас не памтам, и моите повозрастни колеги во фирма кажуваат дека досега немало период на пат на цените на станови во години наназад. А инаку да, последните години имаше драстично зголемување на цените. Сега не сум и најкомпетентен да зборувам колку е тоа предизвикано само од економската криза и покачување на цените на одредени суровини кои што се користат во градежништвото, колку на тоа може би еден дел необјективно пораснала цената, меѓутоа фактот е дека е драматично
драматично покачена, за разлика од, да речеме, 4-5 години наназад. И трендот е тој, затоа мислам дека и ниеден продавач на стан кој што е, да речеме, малку постар или поодмината градба, не наоѓа за сходно, ниту логично да ја намали цената, кога секако ќе ја реализира продажбата на интересот кој што поготово во Скопје постои. Така. Цената на становите ќе се намалува во следниот период благодарение на намалување на цените на градежните материјали. Изјави во април директорот на јавното предпријатие за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор, господинот Зоран Ѓорѓиев. Успевате ли да бидете коректор на цените на становите? И како го правите тоа, ако генерално, првиот дел на прашањето, да, како што кажа и нашиот директор, се очекува одредено намалување на цените, затоа што веројатно кризата постигне еден пик пред една година, кој што, фала Богу, се стабилизира и генерално се очекува трендот да оди на некое барем минимално намалување, а во однос на нашата улога на влијание врз пазарната цена на становите во државава, во принцип логиката е следна. Дори и една од дејностите на друштвото првично е замислено да биде таа. Кога прво и основно ние не го купуваме градежното земјиште на кое што градиме, бидејќи сме и ние собственост на државата, го добиваме од државата, односно од владата во нашата годишна програма, така да тука имаме предност во однос на приватниот сектор. Поради тоа секогаш сме биле со пониски цени и тука не сме ни ориентирани толку и не би ни смеле да бидеме ориентирани на профит. Така да од тој аспект и од таа причина цената на чинење на нашите станови е сериозно помала, значително пониска. Сега, кога би имале ние повеќе локации за комерцијална изградба, да речеме, наместо оваа една во Скопје да бидат 7, 8, 10, не знам, афрлам, со оглед што цената наша е пониска, веројатно би го натерали и пазарот да се доближи на нашата цена, односно да симне цената за да стане поконкурентен. Меѓутоа, со оваа динамика која што имаме се уште, сепак локациите не се како порано лесни за доаѓање до нив. Ви напоменав на почетокот, станува збор за 4 комерцијални градби кои што ќе ги реализираме во наредниот период. Кога таа бројка би била многу поголема, тогаш би можеле да практично ја формираме цената, односно да придонесеме за нејзино намалување. Кога говориме за регулирање на пазарните цени, но и за квалитетот на стамбените објекти, овде ќе го споменаме Законот за домување. Добро. Што во оваа насока? Што ни носи овој закон и колку се успева преку овој закон да се направи регулирање на пазарните цени? Генерално Законот за домување оцртува нашата дејност и нашата улога во процесот, меѓутоа во најголем дел на социјалната изградба. Јас не гледам како преку конкретни делови на законот би влијаеле на пазарната цена. Законот нас не препознава како државна институција, акционерско друштво, кое што ја реализира програмата на владата и до тука е како што треба е поставен законот. Реалното влијание на цената би го имале кога би успеале, што пак ќе напоменам, станува се потешко и потешко, да се избориме посериозно во добивањето на локации на кои што друштвото понатаму ќе реализира комерцијална изградба и тоа е фактички проблем, не проблем на законодавство. Би сакала сега малку да се осврнеме на социјалните станови. Ова се станови наменети за ранливите категории на граѓани и главното прашање е дали ја постигна основната цел овие станови во смисол клучевите да се дадат во вистинските раце кај граѓаните низ градовите во Македонија кои што немаат свој дом. Така. Па генерално во изминатиот период бевме многу активни на тоа поле, пред се Министерството за
транспорт и врски, бидејќи они го спроведуваат јавниот повик за доделување на становите преку нивната комисија, која што ја формираат за секој град, односно за секој објект посебно. Така да имавме низа на доделување на станови во повеќе градови, дури премиерот присуствуваше на делот, односно на поголемиот дел од станите. Од она што го гледам и знам, мислам дека навистина се води сериозно внимание на тоа, оние кои што ги добиваат клучевите, односно договорите за користење на тој тип на станови, да бидат навистина луѓе кои што согласно законските и подзаконските акти се тие кои што треба да ги добијат тие станови, и мислам дека се води сериозна сметка и внимание на категоријата на луѓе, да нема никакви да речам поволности за оние кои што не ги исполнуваат условите. Меѓутоа, овде мораме да истакнеме дека на овие луѓе кои што спаѓаат во ранливите категории на граѓани им е потребна и помош да дојдат до потребните информации, да знаат каде да отидат, да ја соберат потребната документација и конечно нели да аплицираат за да влезат во потесниот избор за да добијат стан. Кој им помага во оваа насока? Искрено, ноторен факт е дека не сите од корисниците на становите можат да бидат информирани или да имаат па и средства, колку е да се мирни, сепак апликацијата и прибирањето на целата документација и нотарски заверки чини определена сума на пари. Дополнително има категорија на луѓе до кои што не можете преку медиуми да допрете. Така да, тука е многу значајна активноста и на центрите за социјална работа, бидејќи ние како институција нашето завршува со моментот на предавање на становите на Министерството за транспорт, односно со финализирање на изградбата на објектот. Меѓутоа, еве, имавме една ситуација што се надевам позитивно ќе заврши, не ќе премногу да отворам во Кочани, каде што детектиравме ситуација, па ние заедно со Центарот за социјални работи од конкретниот град, бевме тие кои што истрчаа постапката и документацијата на семејството. Меѓутоа, навистина, многу е клучно да бидат детектирани од центрите за социјална работа сите случаи во кои што треба државата со решавање на стамбено прашање да ускочи, затоа што навистина не секогаш становите по повик на Министерството за транспорт се до крај поделени. Дури не памтам ситуација дали во некој град ние сме поделиле при првиот јавен повик целата зграда. Многу често останува 1/3 или 1/4 од зградата која што дополнително се дели преку Комисијата за стамбени прашања при влада, така да навистина, за да биде сликата комплетна на социјалното домување, овој аспект е многу важен. И сега кога говориме за изградба на стамбени објекти, мораме да го споменеме квалитетот. Претходно го споменав, меѓутоа сега малку би сакала повеќе да се осврнеме на тоа и граѓаните кога бираат од каде, од кој изведувач да одберат да купат стан, секако бираат за каков квалитет станува збор. Дали и во оваа насока сте еден вид коректор да се наметне едно високо ниво на квалитет во однос на градежните материјали и како се гради стамбениот објект, за да нели граѓаните бидат и посигурни и да знаат што купиле, зашто дале пари? Генерално морам да признам дека за квалитетот на нашите градби важи уште од времето на СИЗот, дека навистина се градени по сите стандарди и можеби не биле опремувани од аспект на она што денес го нуди пазарот, луксузни, не знам, мермери, дополнителни работи, меѓутоа она што е основно и битно секогаш било запазено на цврста структура на градба со добра изолација и слично. Меѓутоа не можеме ние да влијаеме, нити пак знаеме кој инвеститор како гради. Верувам дека во моментот во Македонија има и сериозна конкуренција, така да навистина веројатно и на многу места во приватниот сектор може да се најде изградба со многу сериозни параметри и квалитет. Големи прашалници пред граѓаните,
кој инвеститор да го одберат, која местоположба во градот или низ другите градови од земјата, која цена ќе успеат пониска да ја постигнат да купат нов стамбен простор, меѓутоа ете да се надеваме дека прибираат доволни информации и го прават вистинскиот избор. Некаде кон крајот на разговорот ќе одиме со она што беше доста актуелно последниот период. Во рамки на стопанисување на вашето акционерско друштво припаѓа и националната арена Тодор Проевски. Го имавме оној надпревар со репрезентацијата на Италија, каде што не се покажавме во најдобро светло кога станува збор за теренот на кој што се играше, но еве се надевам дека успеавме овој период до 20 ноември, кога повторно ќе играме сега со репрезентацијата на Англија, дека ја исправивме грешката и конечно готов е, завршена е комплетната реконструкција на теренската површина на арената Тодор Проевски. Генерално да, најголем дел, односно целосно активностите во однос на ревитализацијата на тревната површина на арената се готови. Мислам дека и моите колеги веќе правеа некои видеозаписи во однос на тоа. Бевме дури и досадни во изминатиот период со следење на текот на активностите. Така да, се очекуваме и на 20 ноември со Англија да бидеме комплетно спремени по највисок стандард и стварно конечно да имаме после известно време репрезентативна арена на која што нема да бидеме предмет на критики и коментари. Да, со Италија буквално ја промашивме ситуацијата и од тоа нема бегање. Веројатно имавме лоша проценка на тоа како ќе се одвива структура, односно како ќе изгледа структурата на тревната површина по надпреварот со Украина, меѓутоа не смееше да го дозволиме тоа. Пред се, да бидам искрен, сегашната реконструкција и сегашните активности се донација на Фудбалската федерација, не се директно наши и единствено наши инвестиции и активности. Наш дел беше санирање на системот за наводнување пред да почне она што е предмет на донација. Значи 35 нови прскалки беа поставени, бидејќи во извештаите на УЕФА и тоа беше нотирано како слабост. Во моментов е поставена хибридна тревна површина, која што е по највисок европски и светски стандард и има таков квалитет што ја прави поиздржлива и наредните години и надпревари нема да ни се повтори проблемот кој што ни се случи со Италија, меѓутоа не смееме да кикснеме во одржувањето. Така да се надевам дека после Англија ќе имаме одлична основа за било кој нареден надпревар и не само за репрезентативен надпревар, тука и за домашните фудбалски надпревари и првенства. Времето не можеме да го вратиме назад, меѓутоа да одиме напред со сигурни чекори да не ни се повторат грешките од минатото. Ви благодарам многу за гостувањето и ќе ви се заблагодарам за материјалот што го прати од вашето акционерско друштво и ќе го погледнеме комплетниот прилог со музичка подлога за тоа како изгледа теренот сега на националната арена Тодор Проевски со комплетно реконструирана теренска површина, тревна површина. Да го погледнеме. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.